Утрото, реката, природата, будење, надежта. Ова се само дел од насловите на песните кои се најдоа во стихозбирката Расцутување на авторот Божидар Јовиќ. Станува збор за негово прво дело од ваков тип, наменето за деца и млади. Песните ги создавал во текот на целиот живот, започнувајќи уште во детството. Преди се тука преовејуваат многу чувства поврзани со израснувањето, посветени на природата, посветени на дејноста, каде што младиот човек може секогаш себе да се препознае од најмалата возраст до 18 или 20 која година. Стихозбирката е наменета за таа возраст и чинам дека ќе им представува едно добро лектирно издание за севкупното нивно педагошко израснување, возрастно израснување и така натаму. Дел од присутните на синоќешната промоција велат дека ова представува дело кое секој млад човек треба да го прочита, меѓу нив и професори по македонски јазик и литература, според кои ова постмодернистичко дело ќе го одвлече вниманието на секој читател. Можам да ја препорачам оваа книга и на моите средношколци, на моите ученици и сите деца во градот кои што го сакаат убавиот пишан збор и кои што сакаат да прочитаат нешто за природата, за љубовта, за човекот, светот околу нас и се она што е постмодернистичко. Бидејќи многу пати ги прашувам кое е нашето време, кое ние време го живееме, тие малку се двоумно. Значи, ако сакаат да прочитаат некоја нова поезија, нешто ново, кое што сигурно ќе ги интересира, нека го прочитаат Расцутување од Божидар Јовиќ. Според писателот Горјан Петревски, авторот Јовиќ исклучително ги доловил убавините на природата, на растењето и емоциите на младата личност. Вели дека се она што се случува во природата и во животот на една личност, Јовиќ во своето дело, претворејќи го во песна, му дава една сосема друга димензија. Божидар Јовиќ во својата стихозбирка Расцутување поместил 70 и неколку песни. Тоа се оние песни кои низ сиот свој живот ги забележувал, ги пишувал, се инспирирал се околу себе. За се што се случува се обидел да го истихува. Тоа се лирски песни, лирски медитации. Буквално нема нешто што не опфатил, но најмногу е врзан за природата, за оние трепети, за оние нијанси што се забележуваат во природата, кои навистина ако ги претвориш во песни ќе добијат сосема друга димензија. Божидар Јовиќ досега има објавено неколку прирачници за работа на наставници, во кои може да се најдат готови решенија за одредени ситуации и начин како да се решаваат конкретните проблеми. Во својата досегашна кариера учествувал и на 6 меѓународни конгреси од областта на организацијата на наставата.